Еднаш, одамна, индијанците од племето Мајами во шумата нашле девојче кое било на умирање. Го одвеле кај водачот, а тој го зел во своето семејство. Девојчето брзо заздравело зашто го лекувале, го негувале, го чувале како свое дете. Поминале многу години. Девојчето пораснало и станало вистинска стројна убавица. Сјаела од убавина. Индијанците ја нарекле Сончево цветче. Но не била само најубава. Девојката трчала најбргу од сите своји врснички. Без многу мака можела да преплива најголемо растојание, а најчудно било што подобро од сите во племето умеела да управува со кану. Кану? Ми звучи познато. Но, кажи ми што е тоа? Кану е лесен чамец, изработен од издлабено стебло или од кора од стеблото. Добро. Значи, девојката Сончево цветче била и убава и силна. Била и горделива. Горделива? Или вообразен? Девојката Сончево цветче била свесна колку е убава и силна, па не била многу дружелюбива. Сончевото цветче наполнила 18 години. Младите војни индијанци почнале да ја загледуваат, а таа никого не сакала да погледне, а камоли збор да им прозвори. Велела: никој не е достоен за мене, никој не ми е рамен. Еден ден, водачот на племето ја повикал и татковски и рекол: Сончево цветче, време е да си одбереш маж, кој ќе си го сакаш и со кој среќно ќе живееш. Маж може да ми стане само оној кој ќе биде побрз од мене во возење кану, гласно и јасно рекла Сончевото цветче. И дошол денот кога требало да се одржи надпреварот. Се собрале многу луѓе. Сите дошле да го видат момчето кое ќе успее да ја победи и да ја земе за жена Сончевото цветче. Ама чуден начин девојката си најде момче. Сончевото цветче била сигурна дека никој не е побрз од неа во возење кану. Пред почетокот на трката рекла: никој не може да ме победи, дури ни сонцето. Во тој момент се појавило уште едно кану. Во него седело непознато момче, кое ги кренало рацете нагоре, што значи дошло во мир, со добри намери. Водачот му дал знак и тоа се приближило. Кога го виделе, сите занемеле од неговата појава. Момчето имало заслепувачка убавина. Дојдов оддалеку да ја побарам Сончевото цветче за жена, смирено рекло момчето. На тоа водачот одговорил: ако денеска никој од воините од моето племе не успее да ја победи во надпреварот, утре ќе ти дозволам ти да си ја пробаш среќата. И надпреварувањето започнало. Младите војни еден по еден се обиделе да ја победат девојката, но кануто на Сончевото цветче секогаш стасувало прво на целта. Не ли ви реков дека дури ни сонцето не може да ме победи? Гласно ги смејувала несрекниците горделивата девојка. Но дошол вториот ден. Сончевото цветче си седела во своето кану, а во другото кану седело непознатото момче. Се гледале без збор да кажат. Чекале водачот да даде знак за почетокот на трката и кога се слушнал сигналот, се случило нешто чудно. Знаев дека ќе се случи нешто чудно. Знаев. Двете кануа, и тоа на Сончевото цветче, и тоа на таинственото момче, не тргнале по текот на реката, како што очекувале сите. По каде тргнале? Полека почнале да одат нагоре. Како да одлетале од водата.
на собраните луѓе занемеле. Вџашени гледале како кануата се креваат кон облаците. Кануата како да пловеле по небото, се додека не се скриле зад облаците. Луѓето од племето долго стоеле на брегот. Во еден момент, мудриот водач го прекинал молкот. Сончевото цветче не сакаше да си најде маж меѓу луѓето. Го предизвика сонцето, па сонцето дојде и ја зеде со себе. Приказна со чуден крај. Привилегија е да си посебен, да имаш нешто по што ќе се разликуваш од другите. Но едно од најубавите чувства е припаѓањето. Човекот е посилен, посигурен во себе, посреќен, кога знае каде и кому припаѓа.